Добро вечер. Вечерва наш гостин е Гаврил Бубевски, шеф на основното јавно обвинителство Скопје, најголемото во земјава и според бројот на обвинители и според обемот на работа. Бубевски стана познат во јавноста како обвинител во специјалното јавно обвинителство, каде ги водеше и застапуваше предметите Труст, Шамарите или насилството во Центар, Титаник 2, Моќник, Монструм. Од јануари лани е избран за шеф на ОЈО Скопје, кој пак во последниот период е во фокусот на јавноста поради серија актуелни случаи што ги истражува или застапува на суд. Тоа е и поводот да го поканиме Бубевски да биде наш гостин вечерва. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Прво гостување на Алсат или сте биле? Прво. Добре дојдовте. За јавноста да добие слика кого имаме за гостин, колку мина обвинители има во ОЈО Скопје? Па со се основниот јавен обвинител, односно со семејно од 50. 50 ве прашувам, затоа што ако таа бројка ја споредиме со вкупниот број на обвинители на ниво на држава, околу 160, тогаш тоа е околу 1/3. Реков за јавноста да добие представа кому сте шеф и на колкаво обвинителство. Инаку, Бубевски дипломира право науки во 2000-та, во 2004-та завршува правосуден испит, во 2007 се запишува на Академијата за суди и јавни обвинители во првата генерација, така? И во 2009 е избран практично за јавен обвинител, од тогаш е во хиерархијата, во структурите на јавното обвинителство. Реков, од јануари лани сте шеф на ОЈО Скопје. Обвинители, јас сакам да почнам со еден случај што е актуелен од оваа недела, од почетокот на неделава, понеделник вечер во Шиша бар, во старата Скопска чаршија, се случи двојно убиство. ОЈО Скопје ја води истрагата. Дали има напредок во истрагата? Вака, и кога ја прифатив поканата да гостувам овде, ви најавив дека ќе зборувам за она што може еден јавен обвинител да го изложи пред очите на јавноста за одредени случаи кои што побудуваат интерес за јавноста и во зависност од тоа во која фаза се наоѓаат предметите. Значи, ова е предмет кој што се наоѓа во предистражна фаза и предистражната фаза по Законот за кривична постапка, сега да не користам многу законски одредби за да не бидеме на гледачите досадни, согласно позитивните прописи Законот за кривична постапка по кој што постапуваме ние е фаза која што е тајна. Истражната постапка, доколку дојде до тоа е веќе кога имаме конкретни осомничени лица за конкретни кривични дела, тогаш веќе и не е јавна, но одредени работи можеме да ги споделиме кои што се предмет на истрагата. И единственото место кое што е јавно и кај што се одвива целокупната суштина на она што е добивање на конечна правда за одреден кривично правен предмет е во суд и таа е јавна постапка. Значи се делат на 3 фази. Ова е предистражна фаза и за ова можам да кажам одредени работи кои што воопшто и се познати на јавноста, но можеби од аспект на органите на прогон или од органите на откривање. Значи, од аспект на органите на прогон, ние како надлежно обвинителство сме излегне на лице место, дежурниот јавен обвинител излегол на лице место и ги дал потребните наредби кои што треба полицијата за да доказите бидат обезбедени на законит начин што го бара законот, значи да бидат обезбедени, дал јавниот обвинител одредени наредби до полицијата на кој начин да се обезбедат определен доказен материјал. Криминалистичкото истражување на случајот е во рацете на органите на откривање. Тоа за ваков случај е Министерството за внатрешни работи, доколку се работи за финансиски криминал, финансова полиција, доколку се работи за царински криминал, царинска полиција. Тоа се еден склоп на правосудна полиција која што учествува во фазите на откривање, но со новиот закон за кривична постапка има значителна улога и на јавното обвинителство, но без да се мешаме во криминалистичките аспекти на откривањето. Да, мислам дека разбрав на некој начин тоа малку го ограничува и мојот маневар, но јас ќе се обидам низ прашања сепак да видам дали можеме да стигнеме до некакви сознанија што може да бидат интересни за јавноста. Завршена ли е обдукцијата на двајцата починати? Да. Односно убиени. Завршена е обдукцијата, кој чекаме извештаите од обдукцијата, меѓутоа се работи за насилна смрт со повеќе огнестрелни повреди од огнестрелно оружје. Колку рани има во телата на убиените? Се знае, има точно колку рани нема, затоа што и јас го немам како податок, го немам извештајот од судска медицина, но од
чаури што се пронајдени, од прилика 40 до 50 чаури се пронајдени околу телата на обвинетите. И сите тие се завршени во нивните тела? Најголем дел, зборам за чаури, најголем дел од куршумите се завршени во нивните тела, односно многу малце се завршени надвор од тоа. Има ли кредибилни сознанија досега за мотивите за убиството? Значи, мотивите во јавноста се шират веќе некакви шпекулации, а органите на откривање и органите на прогон во соработка нормално работат на повеќе аспекти и повеќе размислувања на зошто е дојдено до тој настан, од аспекти на кои се лицата кои што се жртвите, зошто некој би имал мотив овие лица да ги лиши од живот, така да се работи и криминалистички се обработува во повеќе насоки. Во овој момент не можам нешто повеќе да кажам, освен тоа што се искристализирува дека се работи за позиции на наркопазарот, кој што очигледно е многу битен за таквите структури. Дали има врски со некои претходни случаи што биле јавно експонирани? Може би индикативно, како индиција може да се направи некаква конекција, меѓутоа тоа криминалистите сепак ќе треба да го испитаат и со конкретни форензички доказни материјали, да се видат и од поранешни убиства кои што се уште ги немаме расчистено, дали можеби ќе се поклопат одредени чаури, одредено оружје, одредени можеби и куршуми ако се извадени за анализа и сето тоа. Ќе се обидам да прашам уште за неколку конкретни аспекти. Има ли повеќе информација во кој правец можеби избегале напаѓачите откако го запалиле автомобилот? Ауди А6 мислам дека беше во прашање на патот кон Горно Оризари. Не, тоа е она што го знае јавноста, откако е запалено возилото, нема повеќе информации за тоа, затоа што и тој дел веќе не е покриен со соодветен видеонадзор. Се појавија информации дека кога влегле во кафе барот, униформирани, маскирани лица, на гостите им рекле дека станал збор за полициска рација. На кој јазик зборувале, се знае? На македонски јазик, сега тоа не е до крај испитано дали се работи за чист македонски јазик, дали се работи за мешавина во однос на тоа, меѓутоа тоа е ситуација во која што лицата имаат оружје и кога го добивате овие информации од сведокот, малце треба да бидете и предпазливи во тој случај. Значи може да е и лажна трага. Значи се испитуваат сите овие можности кои што ни стојат на располагање да видиме дали имаме некакви сериозни траги кон одредени лица за. Според она што досега е јавно достапно, напаѓачите влегле на првиот кат, но убиството се случило на вториот кат, така? Да. Имало други гости на вториот спрат? Не. Значи се работи тоа за посебна просторија. Таргетот очигледно биле само тие две лица, затоа што со нив имало уште едно лице кое што е со минорни повреди и кое што не било таргет, а било во непосредна близина овде и таргетот очигледно е строго кон тие лица кои што на крај се лишени од живот. Кон повредениот не е пукано? Значи, можно е, се уште се испитува тоа, дали е пукано или се работи за рикошет во неговата нога од другите, од некоја или од зид или од некоја друга. И што би било клучно за овој предмет од фаза на предистрага да помине во истрага? За да помине предметот во истрага мораме да имаме конкретни сторители на извршување на кривичното дело. Значи, веднаш кога би дошле до сознание кои се извршители, кои се евентуално нарачатели на ова кривично дело, значи во тој случај веќе се отвара истрагата и продолжува веќе формалната постапка која што си има своји посебни правила на постапување. Добро, за еден друг многу актуелен случај сакам исто така да ве прашам. Јавната набавка спроведена од јавното предпријатие за државни патишта за избор на консултант или надзор за изградбата на автопатите од коридорите 8 и 10, што треба да ги гради американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, се појавија сомнежи за начинот на кој е водена постапката на јавна набавка, за кредибилитетот на дел од фирмите учеснички во конзорциумот што победи. Дали овде има простор евентуално да постапува ОЈО Скопје по допрен глас? Не. Значи, ОЈО Скопје
по законот за јавно обвинителство не постапува по предмети во кои што за предмет на можно извршување е јавна набавка. Тоа по законот за јавно обвинителство потпаѓа под надлежност на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Тука би сакал малце и да го пообјаснам овој институт на допрен глас, пошто вообичаено и се користи во јавноста доста често и се бара од органите на прогон да го користат за понатамошна процесуирање на одредени случаи. Ќе го објасните, но сакате да кажете дека ако воопшто поставуваме прашања за евентуално постапување, треба до ОЈО за организиран криминал, за гонење организиран криминал и корупција. Тие се надлежни. Сега сакавте да објасните за институтот допрен глас. Значи, инструментот на допрен глас на постапување на еден јавен обвинител е еден од инструментите за почнување на постапка. Значи, тоа се кривична пријава, соодветна кривична пријава или од граѓанин на оваа држава, од правно лице или од правосудната полиција, која што ви кажав претходно, непосредно забележување на јавниот обвинител и третиот инструмент кој што е повод за постапување на јавниот обвинител во насока на процесуирање на одредени кривично-правни дејства, инструментот на допрен глас. Инструментот на допрен глас, јавното обвинителство, сега ќе зборам од име на основното јавно обвинителство Скопје, го користиме во ситуација кога гледаме дека институциите на откривање на кривичното дело претходно затаиле во тој контекст. И само во тој случај јавното обвинителство почнува да постапува по допрен глас. Доколку другите институции кои што се на откривање, кои што ја имаат таа откривачка функција, го работат предметот и дојдат до соодветни сознанија за предметот, вие ќе изготват кривична пријава и ние се постапуваме по кривична пријава. Еден последен затај ние веднаш еден последен таков пример е Жан Митрев случај. Да, токму тоа беше тука е искористен инструментот на допрен глас заради емисијата што одеше на ИРЛ, имаше соодветни сознанија, документирани сознанија кои што на нас ни дадаа право да влеземе во постапка, да формираме предмет по допрен глас. Значи од некаде веќе имаше обезбедено некаков доказен материјал во однос на некакво постапување во конкретниот случај и јавното обвинителство тука си ја презеде постапката. Добро, но во случајот со тендерот за надзорот за Бехтел и ЕНКА велите евентуално надлежно е јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Два други случаи што ги работи и застапува вашето обвинителство, а се во фокусот на јавниот интерес во последно време, се едниот поврзан со собственикот на, мислам дека е дури признание ако тоа го нарекуваме портал, јас ќе кажам на парапорталот Доказ, и другиот со јутјуберот Стефан Лазаров. За собственикот на Доказ веќе почна и судски процес, во кој неговата одбрана бараше земање на вашето обвинителство, но вишето не се согласи. Обвинителниот предлог е за 5 кривични дела, мислам дека. Да. Сега меѓу жртвите се новинари, свештени лица, но и истражители од ОЈО Скопје. Сакам да ве прашам, има ли основа барањето за изземање на ОЈО Скопје? Што мислите вие со оглед на тоа што жртви се истражители ангажирани во вашето обвинителство? Не, и вишето обвинителство тоа го има артикулирано дека јавниот обвинител кој што си го работи предметот целосно независно си постапува по предметот, тука нема некое сведочење кое што може да направи да даде сомнение во непристрасноста на јавниот обвинител, затоа што се работи веќе за објавени факти кои што се лесно докажливи и тука нема некаков проблем. Сигурно и до вас стигнале коментари дека ОЈО Скопје сигурно ќе останало немо во овој случај ако пишувањата, тие гнасоти, да кажам, што се објавуваат на тој парапортал не ве засегнале лично како обвинителство, како фела, како обвинители, како судии? Како одговарате на тие коментари, да речем? Не, обратно е, затоа што постапката против за овие кривично правни действија кои што е сега во суд, подпочната е многу порано и сметам дека одредени информации дека се води одредена постапка против тоа лице, како вие и да го нарекувате и порталот. Веќе имало на некој начин некакви допирни точки до него или допрело до него и на тој начин тој очигледно пробаше во јавноста тоа да го прикаже на некаков во
да го прикаже во некакво светло основното јавно обвинителство Скопје, но тоа мислејќи дека така ќе влијае евентуално на таа прекин на постапка постапувањето. веќе беше сериозно почната од порано. Веќе кривичните дела кои што и сега се на суд ние ги имавме деумно и документирано. Претресот е направен со цел да се документира нешто друго кое што имаше сознанија дека постои. И во тој контекст претресот произлезе одреден доказен материјал кој што се анализира и кој што се поврзува и со објавите, меѓутоа и со оние средства парични што се пронајдени кај собственикот дома. И во тој контекст тоа е втор предмет кој што се работи во предистражна фаза, се поврзуваат одредени работи, се прават вештачења и затоа сега сте свесен веројатно дека во јавност има големи очекувања поврзани со тој втор предмет за кој што зборувате, пред се во евентуално откривање на нарачателите на текстовите објавувани на доказ. Докаде сте со предистрагата? Ви кажав и сега, дека предистрагата, значи еден дел од телефоните се извештачени и тие се анализираат и во контекст на објавите што ги имало и во контекст на она што е пронајдено дома. Кажавме и за тоа ќе треба да се направи една анализа. Меѓутоа се уште не се довршени вештачењата на компјутерите, тие се во тек, очекуваме и они да завршат во најбрз можен рок и мислам дека многу брзо ќе имаме некаква. Дали е точно ова поедноставување дека се обидувате да ја проверите следната теза? Некој нарачувал, плаќал за тоа, а текстови со нарачена содржина биле објавувани на доказ. Значи, тоа е една од тезите кои што секако ги проверуваме, затоа се сомневавме и кога бевме да направиме претрес и очигледно е дека произлегува одредени парични средства за кои што колку пари се пронајдени обвинителе? Точно ли е дека 90.000 евра се појави една информација? Значи, од прилика. Ќе стигнете до нарачателите? Јас се надевам дека ќе стигнеме, затоа што во таа насока и работиме и мислам дека доказниот материјал ќе го обезбеди. И тогаш ќе има предмет и против нарачатели? Значи, во зависност од тоа, дали од таа нарачка произлегува одредено кривично дело и ако се користи за одредено кривично правно действие таа нарачка и предизвикала некаква штета за таа нарачка, нормално дека тука веќе ќе имаме некакво поттикнување. Меѓутоа тоа да оставиме да видиме како ќе тече тој дел. Добро. Случајот со јутјуберот Стефан Лазаров исто така јавно експониран. Стигна и тој до судење, првото рочиште веќе е закажено, мислам дека е за 27 март. Искрено и ова е предмет на какви не сме навикнале да гледаме да реагира обвинителството. Што се смени за да почнете да реагирате? Не, значи обвинителството ќе реагира за се што во јавноста предизвикува такво вознемирување какво што и предизвика овој случај. Затоа што очигледно беше дека обележјата на кривичното дело кое што ги бара ширењето на ксенофобичен и дискриминаторски материјал, значи е во целост исполнето со тоа што со предизвикувањето на она што се случи во јавност и изгрозувањето од тоа што го чувме на снимките. Значи во целост тука обележјата на кривичното дело се исполнети, а тенка е линијата, значи и јавното обвинителство ќе биде предпазливо во сето ова, тенка е линијата помеѓу слободата на изразување и ширење на расистички и ксенофобичен материјал, но сепак имаме едни објективни критериуми кои веќе ги дефинира и Европскиот суд за човекови права, кога определено изразување во јавноста предизвикано од омраза или има своји конкретни последици и по целокупното општество. И во овој случај имавме сериозна последица во однос на тоа и се сметаше основното јавно обвинителство Скопје, односно и обвинителот кој што обработува предметот, дека во овој случај имаме елементи на кривично дело и затоа поднесовме. Имајќи ја предвид слободата на говор, на изразување кое што ја споменавте, дали не се претерани мерките на забрана на јавен настав за овие лица кои што се дел од овој предмет?
Не е тоа забрана за јавен настап. Тие мерки се забрана за јавен настап само во таква конотација. Значи, тие нема таква, не се така ограничувачки тие мерки. Тие се строго во врска со кривично-правните действија и ништо друго. Значи, ние немаме ни мандат, ниту јас барем додека сум во основното јавно обвинителство во Скопје, таква забрана ќе се случи. Ќе дозволам ако нешто имам некакво влијание врз некоја постапка во тој дел кога оди предметот. Значи, таа забрана е единствено за кривично-правните действија, што и законот за кривична постапка како помала забрана од евентуално мерка притвор, го дозволува ако може да се постигне со тоа целите за кои што е определена таа мерка. Значи, таа е најниската забрана што во овој момент сметаше обвинителството дека може да ја даде, да ја побара од судот, судот да ја даде, да биде брзо и ефективно да ги намалиме штетите кои што се направи. Добро, од конкретните случаи за кои што сакам да ве прашаме и оној за Делчевските ниви, односно случајот во кој што се случувала купопродажба на земјиште за потребите на Евана, во која се осомничени 7 лица, мислам дека меѓу кои се и двајца поранешни управители на една од фирмите керки на Евана Електрани. Зошто се уште не е затворена оваа истрага, обвинителе? Значи, таму јавниот обвинител мислам дека презеде голем дел од истражните действија кои што се преземаат во истрагата. На почетокот обвинетите беа и им беше определена најстрога мерка и ние се трудиме тука да биде таа лимитирана на најкратко можно траење и беше со најкратко можно траење додека се обезбедат најчувствителните докази, беше само заради влијание врз истрагата. Се нареди едно вештачење кое што не одговори на прашањата кои што ги бараше обвинителот. Се повика уште еднаш вештаците, тие не го дадоа соодветниот одговор кој што се бараше од нив, а зашто се стручни и во тој контекст се побара уште. Може да има сомнеш дека ова е намерно направено, можеби, во вештачењето? За тоа сега не би можел, ние за тоа ќе ги согледаме сите аспекти за да не преодицираме некакво влијание врз постапката за да сега што правите за да ги добиете одговорите што сакавте со вештачење? Не, сега си дадавме на други вешти лица кои што си проценители и очекувам најскоро да излезе вештачењето и ако се потврдат наводите на тие што ние ги сметаме и сме ги ставиле во наредбата за спроведување на истрага, ќе се поднесе. Односно, треба да се сослушаат лицата, може да имаат своји некои сознанија, они да приложат одредени докази и после ќе се оди во понатамошен тек на постапката. Советот на јавни обвинители неодамна објави оглас за прием на 31 јавен обвинител, но сите огласени места се надвор од Скопје. Дали се чувствувате засегнати затоа што ниедно место за Скопје не е огласено? Значи, јас, иако сум јавен обвинител на основното јавно обвинителство во Скопје, моја должност е да секако се грижам и за сите јавни обвинителства и да во целата држава, затоа што сите заедно работиме во оваа држава, гледајќи од јавно обвинителски аспект. Тие обвинителства се во многу по-незавидна ситуација, затоа што имаат некои немаат обвинители, ги носат, ги упатуваат од други места, не можат да испорачаат соодветна правна заштита на она што јавниот обвинител треба да го даде во една држава. Така да тие обвинителства кои што се сега објавени се приоритетни. И јавното обвинителство по систематизација, Скопското јавно обвинителство по систематизација има потреба. Меѓутоа, ова е приоритетот и така би требало да биде во овој момент. Добро, многу време се крена во објавувањето на дипломците од 7-та генерација слушатели на Академијата за суди и јавни обвинители. Меѓу другото, овој конкурс што го споменавме за 31 обвинител е токму за тие луѓе кои што се дел од оваа 7-ма генерација. Вие сте дел, реков и во најавата, од првата генерација. Што мислите, следејќи го искуството од кадрите кои што излегуваат од таа академија, дали таа го оправдува тоа за што е формирана, своето постоење? Јас ќе бидам краток овде и нема нешто да должам како во другите прашања. Јас го водам основното јавно обвинителство во Скопје. Најмногу обвинители во основното јавно обвинителство од Скопје доаѓаат од академијата. Значи, претежниот дел на обвинителите се сите од прва до 7-та генерација
егрото на обвинителската структура на основното јавно обвинителство во Скопје. Јас мислам дека тоа обвинителство може најдобро, тоа е според мене, тоа не значи да ја изврши функцијата која што му е доверена во овие. И затоа сметам дека тие кадри во целост си оправдуваат својата довербата што им ја даден. Но работите си индивидуални. Ова е индивидуална професија и секој самиот си ја крои својата кариера. Ова логично ме носи на прашањето за ниското ниво на доверба во судството и во јавното обвинителство. Свесни сте, серија истражувања покажуваат релативно ниско ниво. Не мора дури ни истражувањата да се гледаат, мислам дека тоа е една општа перцепција. Зошто е таква состојбата? Довербата во правосудството, значи, постојано се намалува уште од осамостувањето, предпоставувам. Веројатно, истото било и во поранешната Југославија. На почетокот била некаква недоверба или била 100% доверба во зависност од системот како што било. 45 години се развива тој правосуден систем во поранешната држава и стигнал до некое ниво во кое што граѓаните имале доверба. Потоа, од кога се осамостои државата, очигледно под различни фактори, таа доверба почнува да се намалува. Меѓутоа, реално јас кажав и на друг медиум, дека најверојатно и највиновни за сето тоа во контекст на довербата сме самите ние, дел од правосудната фела. Ние треба да се избориме за поголема доверба и сметам дека преку една транспарентност во нашите постапки, сега се повеќе обвинителите и судиите се охрабруваат, излегуваат пред јавноста, кажуваат зошто така постапиле, имаат своја аргументација во своите одлуки. Дури и да е погрешна аргументацијата, после може да се споредува со некоја друга аргументација, да се види зошто еден обвинител, зошто еден судија така мисла. Значи, доколку се ние отвориме пред јавноста, транспарентно, доколку ги дигитализираме нашите процеси во кои што ќе имаат лесно увид и странките кога ќе треба да имаат увид, тогаш мислам дека довербата се повеќе и повеќе ќе се враќа. Реално воопшто постои недоверба во системот во оваа држава. Постои недоверба дури и во една фамилија веќе кај нас можеби и менталитетот ни таков, меѓутоа самите најмногу сме си допринеле за тоа и мислам дека од самите ако тргнеме премногу и суетите овде имаат своја улога и мислам дека тоа е. За крај, дали ветинг може да биде одговор евентуално кој што ќе донесе до подобрување на довербата? Јас не го гледам концептот на ветинг каков е. Тој секоја година се изменува некаков концепт на кој начин ќе се спроведе тој ветинг. Се согласувам со секоја работа која што ќе допринесе малце граѓаните да добијат верба во овие институции. Јас се согласувам и ветинг, и предвремено пензионирање, дури и на моите генерации ако сметаат дека тоа е некаков проблем за правосудниот систем, ако меѓутоа мора да се најде некаков концепт, да се направи анализа. Прво, каде е најголемиот проблем, во што лежи проблемот за цела оваа недоверба, вклучително и на корупцијата, и да кажеме, добро, ова сме го утврдиле, овие кадри не можат да ни ја донесат подобрата иднина, треба да си одат, имаше некоја држава од Балтичките земји која што ги отпушти сите, треба да си одат, вклучително било која генерација или како и да, и да дојдат да направиме кадри во кои што ние ќе добиеме еден производ за оваа држава на граѓаните да им ја донесат правдата. Затоа што овој народ е желен веќе за тоа. Очигледно е дека не е задоволен од овие институции, но пак ќе кажам, се зависи од нас самите и јас колку што е во мојата моќ, во основното скопско обвинителство ќе се трудам тоа да го подобрам. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам и на вас. Пауза па нова саботажа. Циркусот кој што деновиве го приредува на силната алка во синџирот на Али Ахмети прераснува во спектакл.
кој опфаќа буквално сите општествени сфери, па дури и во областа на модата, каде промптно се реагира на забелешката за милитантните парчиња гардероба кои се користат. Значи, не е само краватата и чорапите се. Така да се работи за стил, но ако така се интерпретира, јас ќе се ја трнам и нема да ја ставам веќе никогаш и ќе ви ја подарам вас. Нескротливиот дус со аделесценски шмек добива и политички шарм кога соочен со борбата за внатрешно партиската позиција. Форматира божемна лагодност од презентираниот факт, кој очигледно делува збунувачки, бидејќи единствениот интерес на секој политичар е сместувањето на задниот дел од телото. Пред 2 недели на ова столче седеше Изет Мечити. Много добро. И го прашав... На истото седам јас? На истото. На неговото столче седам. Во спортскиот сегмент, иако никогаш не било проверено, се демонстрира високо ниво на квалитет. Во исто време, се омаловажува противничкиот табор, иако до не така одамна настапувале за истата репрезентација. Не знам кој би играл од опозицијата фудбала, ви кажам право, не ми изгледат на спортски типови, на такви младалашки, на некои модерни креативи. Па, знајќи ги, не гледам кој би бил толку фраер. Како? За да се изрекламираат собствените вештини, кои не се голгетерски или кошгетерски, со специфично ниво на нарцисоидност, се укажува на вистинската улога која во спортот може и да се вика така, но во политиката е позната како мешетарење. Вие како највисок центар играте вчера? Како највисок центар играте вчера? Јас дриблам. Спинувањето исто така е дриблерски манир и тоа е типично кога се сака да се избегне од одговор на едноставни прашања, имајќи предвид дека не секој може да купи дуќан во центар за цена во некоја забит. Реално, а не хипотетички, тоа е сепак фамилиарна работа. Да ми бевте мене брат ке добиев ја квадрат по 700 евра да речеме во станот. Не ми бевте сестра, може би, ама за брат, вака. Вие мене Како да ве ми гледам? бевте брат. А ја да ви. И на крајот, кога сите мислат и се обидуваат да остават впечаток дека се ведети, а тие дури и по собствено признание, се само обични малски играчи. Господјо, не знам што не е јасно. Да не игравме фудбал, ние на големи голче, на мало голче. Како? На мало голче. Проблемот на нашите политичари е тоа што играат само на мали голови. Оти за големи треба да се вистински, а не измислени и умислени величини. Тука е крајот за вечерва. Се гледаме в понеделник од 22:20. Пријатно!